Празнувањето на Патрон празникот беше и повод за сумирање на резултатите од реализираните проекти во ово училиште, како и најава за планираните со кои се подобруваат условите за одвивање на воспитно-образовниот процес. Во присуство на голем број родители, ученици и представници од основните и средните училишта од град Прилеп, беа представени проектите кои се реализираа во училиштето, партерното и хортикултурно уредување на влезот и излезот од оваа образовна институција, решавањето на проблемот со канализацијата и водоводот, како и продолжениот дневен престој. Денес дојдовме во основното училиште Климент Охридски да го прославиме големиот празник и патрон на училиштето, и тоа со отворање на два битни проекти. Првиот проект е финансиран од буџетот на локалната самоуправа во висина од 1.300.000 денари. Конечно се реши проблемот со тој проект на дворното место и влезот на училиштето. Поставени се бекатон плочки, хортикултурно е уреден дворното место, направен и мал паркинг простор, а од друга страна е една за секогаш решен проблемот со канализацијата и водоводот на основното училиште Климент Охридски. И во чест на овај голем празник дојдовме да го отвориме и дневниот престој, кој што прв пат профункционира и заживува во ова училиште, и како што гледате, интересот е огромен. Имаме 34 дечина кои го посетуваат овај дневен престој, што значи капацитетот од старт е исполнет и е оправдано постојањето на дневен престој на тој начин во ова основно училиште. Наредни проекти кои што ќе ги сработиме во соработка со локалната самоуправа и со Советот на општина Прилеп се сензорната соба за децата со аутизам. Понатаму имаме уште 3-4 училници кои што треба комплетно да се санираат со нови подови и внатрешна дограма, како и проекти кои што ќе се однесуваат на подрачното училиште во село Мажучиште во одредени подобрување на тамошните услови за работа на учениците. Една година подоцна тука сме, тоа што тие сметаа дека е приоритет да го отвориме, да видиме како наставниците се задоволни од тоа што локалната самоуправа преку буџетот го сработи за подобрување на условите во ова училиште. Се разбира, поддржавме и идејата на раководството на училиштето за продолжен престој, со што очигледно е дека има голем интерес. И како што каже градоначалникот, во иднина истото ќе го употребиме како идеја и во другите и во останатите училишта, каде што има потреби, каде што има интерес, со цел да ги подобриме условите, да им помогнеме и на родителите. И во наредниот период се очекува да продолжи инвестирањето во основното училиште Климент Охридски, се со цел учениците да имаат што подобри услови за следење на наставниот процес.